Денеска ми беше особено задоволство што имав можност да го видам завршениот дел, односно завршената реконструкција на Македонската опера и балет внатре во Савата. Значи, сменети се комплетно сите столчиња. На новите столчиња има екрани на кои што ќе може да има превод на повеќе јазици, до 5 јазици превод. Завршена е целосна обнова на електричните делови во Савата. Сменети се осветлувањата, има нови квалитетни осветлувања и направени се и повеќе други, теписонот е сменет, направени се повеќе други крупни зафати. Инвестирани се околу 1 милион евра за темелна реконструкција на Савата на Македонската опера балет, заедно со други градежно-занечиски работи, поврзани со електриката, поврзани со осветлувањето, поврзани со теписони, како што кажав, нови столчиња, екрани и така натаму. Бев информиран предносно од директорот на Македонската опера и балет дека овој систем на поставување на екрани на столчињата е од понов датум. Го имаат 6-7 театри во светот, попознатите, поголемите, позначајните. И на тој начин имаме еден вид не само реновирање, туку и модернизација, но и доближување на публиката на содржината која што има во оперите, например, затоа што често пати има гостувања од други држави и публиката не може да ги разбере нивните настапи. Но многу пати имаме и публика која што не може да ги разбере и кога се на македонски јазик самите опери, така што на некој начин, освен што ќе има преводи, ќе има и можност за пишување на текстот, титулување на текстот за публика која што не е на такво ниво да може да ги разбере оперските пејачи на нивниот јазик на кој што ги искажуваат содржината на операта. Така што не само реконструкција, туку и сериозна модернизација со која што ќе се унапреди оваа дејност и ќе привлече повеќе публика и ќе овозможи публиката на поблизок начин да ја следи оперската представа и почесто да доаѓа затоа што ќе биде задоволна и ќе биде целосно во текст со сите збиднувања на самата сцена, односно со содржината на операта. Така што задоволни сум што можне брзо, го ветивме некаде на самиот почеток на годината, јавно, можне брзо се заврши темелната реконструкција и веќе имаме темелно реконструирана Сава. Да подсетам, Савата досега никогаш не била реконструирана, пуштена е во употреба во 1981 година, значи цели 35 години немаше никаква реконструкција на Савата. Ова е прв пат да се направи ваква реконструкција на Савата после 35 години. 1981 година е пуштен овој објект во употреба, изграден и пуштен во употреба и до сега немаше таква реконструкција. Втора работа што денес имав можност да ја видам е увид на градбата на објектот на филхармонија, кој што е во самиот финиш. Според она што ми го кажа од компанијата, преостануваат уште неколку месеци за завршување на објектот. Најголемиот дел од работите се завршени. Овој крупен објект се инвестира околу 35 милиони евра во негова градба. За прв пат Македонија ќе добие посебен објект на Македонската филхармонија. Досега таа, како што знаете, е во објектот на Домот на армијата, кој што не е нејзин објект и не е толку соодветен како што треба да има и прилега за една филхармонија. И од аспект на големина, и од аспект на звучност, односно на акустика, и од аспект на сите други параметри, така што новата зграда, новиот објект што се гради е согласно највисоките стандарди во светот за изградба на една сала за филхармонија, концертна сала за филхармонија. И од тој аспект не само што се внимаваше при изработката на самиот проект да бидат запазени сите највисоки стандарди за филхармонија, туку се зема и дополнителен експерт кој што на некој начин изврши и надзор и дополна на она кое што преходно беше испроектирано од страна на компанијата и се осигура дека ќе се постигнат највисоките стандарди. Се разбира, во самиот финиш ќе има повеќе тестирања, атестирања, самите луѓе од филхармонија ќе треба да неколку пати да дадат свое видување, дали се задоволни од тоа што е направено, ќе бидат поканети и луѓе од странство да дадат свое видување, луѓе кои што имаат многу подолго искуство во изградба и пуштање на вакви објекти, така што се на се добиваме објект за филхармонијата според највисоките меѓународни стандарди во ова време за филхармонија, пред се во делот на акустиката.